Колега Крмов, со најголем дел од вашиот говор се согласувам, но мора да укажам и на неколку работи кои што делумно или не се согласувам. Велите, тој што ќе го стави подписот, претпоставувам тоа е почитуваниот министер Бочварски, кој што сака одместо да префрла, но еве не се осоколува да излезе овде на говорницата, велите може ќе одговара. Јас навистина не ве разбирам како давате опционално можност да одговара. Значи, за ваков криминал, морам да ве коригирам, сигурно ќе одговара и тој и сите останати кои што се вмешани во овој криминал. Навистина не можам да ве разберам зошто се обидувате сепак да ги релативизирате работите. Значи, за ова одговорност мора да има, не може ќе има. Мислам дека она оставање национално за нешто што е очигледен криминал, дојдено време да ставиме крај. Порано или подоцна ќе одговараат. И уште една работа. Велите дебатираме. Јас на вистина не ве разбирам каде видовте дебатата, кога ни еден од овие во моментов 6-7 луѓе не излезе да дебатира. Значи, дебата е кога ставовите ќе се спротистават аргументи, факти, докази, па ќе има реторика и нормално тој што е во право ќе победи. Од оваа дискусија повеќе од 20 часа, колегиве од владеачкото мнозинство и власта, значи не излегува да гугнат еден збор. Јас, нека ми прости јавноста, на вистина се сомневам, може би во овие 20 на часа толку многу се исцрпија, што може би онемеа. На вистина, да не дофрли мисовски некој збор, јас на вистина се прашам што се случува со луѓето, мислам, секој ден ве гледам, се поздравуваме во ходник, сме разговарале, на вистина не сум навикнат вака да ве гледам, едноставно, знаете народски како се вели, како мачка да ви изела јазикот. Па толку ли нема што да кажете? Добар е, не е добар, ваму може да се подобри, таму може да се подобри, па да укажете нешто на власта што може подобро да се направи. Не ли ви е срам вака да се осеќате како слепи послушници за гласање само? И знаете што е најинтересно? Погледнете. И ми е срам дури и да погледнат. Сите си изјапаат во телефоните. Благодарам.